Во време кога светските организации известуваат за стабилизација, дури и за намалување на цените на храната на глобално ниво, македонските граѓани и натаму плаќаат високи сметки во маркетите. Земја што традиционално се смета за земјоделска, денес увезува значителен дел од храната што ја конзумира. Зошто е тоа така? Дали проблемот е во недоволното производство, во неконкурентноста, во дистрибутивниот синџир или во трговските маржи? Дали храната во Македонија е навистина поскапа од земјите со слична економска моќ? И ако е, кој ја носи одговорноста за тоа? Јас сум Горан Петрески со вас денеска во Да си кажеме на Телма. Во следните 40 минути ќе се обидеме да ги разложиме фактите, перцепциите и да дискутираме за можните решенија за проблемите со храната, со земјоделски производители, трговци и дистрибутери, но и представници на коморите. Бидејќи прашањето за цените на храната не е само економско, туку е прашање на стабилност, сигурност и иднина. Им велам добре дојде во студиото на Васко Ристовски од Стопанската комора на Македонија и Румен Смилевски од Малина 99 Велес. Добре дојдовте во студиото на Телма. Во емисијата ќе ја вклучиме и Васе Мојсовска од Агро Калем Неготино, исто така производител на трпезно грозје и лозови и овошни насади. Првото прашање би било заедничко за сите. Дали цените на храната во Македонија се резултат на реални трошоци во економијата или пак се ограничени од некои системски слабости, па имаме ваква дискрепанца, односно трендовите светски не се следени во Македонија? Ајде, ќе одговорам прво ако може. Благодарам прво на поканата, што не повикавте. Баш ни е драго што е после подолго време сме повторно кај вас за студио. Интересна тема, ќе се обидеме во наредните пола сат да дадеме одговори или барем да расветлиме некои прашања, особено за луѓето кои не гледаат, оние што се клиенти, купувачи на пазарите. Комплексно прашање е ова. За да дојдеме до одговорот, ја би се навратил малку назад, нели, оној период пред ковидот, кога имавме некои нормални пазарни прилики, кога функционира законите на пазарот, и она што се случи од 2021 година, ковидот, војната во Украина, па се до денес. Ковидот секако остави големи последици, на тоа се надоврзи војната во Украина, се најдовме сите во една ново настаната ситуација во која баш не се снајдовме сите. Зборам пред се прво меѓународните прилики какви се. 2021 и 2022 година одеднаш од една нормална инфлација од 0,68% на пример на ниво на Европска унија, таа се дигна, отиде дури во одредени периоди и во двоцифрен број имавме инфлација во Европската унија. Се нарушива пазарите на снабдување, проблеми со достава на сировини, се дигнават цените на енергенсите. Така да сето тоа направи едни тектонски промени и се најдовме пред еден нов предизвик. Како да се справиме со ситуацијата? Во исто време, побарувачката за храната беше нагло зголемена, нели? Ковидот, сите седиме дома, се работи од дома, сосема едни поинакви прилики. После тоа дојде период 2023-2024, кога пост-ковид период, кога постепено почна приликите да се нормализираат. Условно речено нормализираат, се намалива цените на енергенсите, се воспоставива повторно оние линии на снабдување, Црноморската регија се ослободи, повторно можеше да се увезуваат одредени производи од двете најголеми земји снабдувачи, пред се на суровина, и Украина и Русија. И онда доаѓа последниот период 2025 па до ден денес, кога постепено работите се нормализираат. Сега, што значи тоа нормализираат? По кои прилики? Ново нормално. Ново нормално, да, но тоа ново нормално е тотално ненормално. Ново нормално, што значи дека во светски рамки, кога 5 месеци поред се бележи намалување на цените на храната и тоа на житни производи, житни култури, шекер, месо, производи од месо, кај нас во Македонија не само перцепцијата на граѓаните дека храната не поевтинува, тоа го потврдува и статистиката. Државниот завод за статистика, например, бележи дека цените на храната и безалкохолните пијалоци во јануари 2026 се повисоки за околу 5,2% на годишно ниво, наспроти, како што велам уште еднаш, светските трендови што ги бележи ФАО, дека храната во светски размери поевтинува од 2,5 до 3%. И сега, што е новото нормално? Пред да дам збор на колегата, искусен бизнисмен, инаку едно од најреномираните наши компании и
лојална членка на комората, господин Смилевски го знам 25 години како сум ја тамо, само неколку факти и бројки што вие напоменавте. Значи, последните податоци од јануари 2026 година покажуваат, например, кај житариците имаме благо зголемување. Ова зборам на светски рамки. Ова се фаа бројки. Тоа благо зголемување значи 0,2%, но најмногу предњачи тука оризот. Он ги повлече работите. Тука имаме некаде околу 2%. Потоа имаме ке растителните масла, исто така имаме благо зголемување. Тоа се зависи од суша во Јужна Америка, снабдувањето отежнато, некои земји заради намалено производство ги затвараат, го намалуваат својот извоз. Меѓутоа имаме благо намалување ке шекерот, тоа е 1%, не се знае дали таа тенденција краткорочно и долгорочно ќе продолжи. Имаме намалување дури од 5% ке млекото и млечните производи, што е резултат на една хиперпродукција генерално и во Соединетите Американски држави и во Европа. И имаме намалување на цената од некои 2% ке месото. Тука имаме зголемено производство на пилешко, од друга страна свинската чума исто си го направи своето, така да сите овие работи придонесоа за одредени зголемување или намалување на светско ниво. Но она што е ке нас, претпоставам се интересираат бројките во Македонија, говорат нешто сосема друго. Да, и прашањето прво беше, ја ви благодарам Ристовски на ова добра елаборација и широк поглед, меѓутоа прашањето беше прилично конкретно. Зошто постои, односно цените во Македонија не го следат светскиот тренд? Може ли најкусо што може? Го чувме долгиот вовед, добро е за да ја разбереме целата слика, меѓутоа зошто Македонија не го следи светот? Благодарам на поканата, благодарам Васко на убавите зборови. Значи, јас мислам дека светските трендови не може одма да дојдат кај нас. Треба време да помине. Ние се соочуваме како трговец, да ви кажам, да некои производи се намалија, но се покачи контейнерскиот превоз. Па тука имаме покачени трошоци, но верувам дека трендот што е во светот ќе дојде за кратко време и кај нас на намалување. Еве кратко да ви кажам. Ако беа јајцата 10 денари, се гледате дека секој ден се намалуваат. Не знам дали сте приметиле. А тоа е база за многу крајни производи. Јајцата се, шекерот исто има сериозно намалување од минатата година. Значи, доцна има како всушност во се друго. Мислам дека да, ќе се рефлектира. Кога ќе почне во светски рамки цената да повторно да расте, кај нас ќе се намалува како резултат на тој задоснет ефект, веројатно. Не е задоснет ефект, мала разликата од она што се случува надвор и тоа кај нас е. Ние сме прво увозно зависни од суровина. Ајде ќе елаборираме за себе положение, да и дадеме збори на Васе Мојсовска од Агрокалем Неготино, која е со нас од почетокот на емисијата. Мојсовска, поздрав во студиото на Телма во Скопје. Првичното прашање на која не добив токму конкретен одговор, зошто во Македонија цените на храната и натаму растат и покрај спротивните глобални трендови. Пред се добар ден и на вас. Благодарам за поканата, за учеството во вашата емисија. Одлична тема која што бара пообилна дебата од страна на сите релевантни фактори во државата. Цените на храната не се само економска тема, тие се прашање и на национална безбедност и решението е во силно домашно производство, односно партнерство и транспарентност. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека ланецот на целиот ланец од производството преку трговијата до крајниот купувач треба да биде усогласен со сите. Секоја алка треба да си го земе делот од колажот кој што му припаѓа. Јас како представник на Агрокомората при Сојузот на стопански комори на Македонија сакам да потенцирам дека ние како компании кои што сме во производството, односно кои што произведуваме земјоделски производи, не сме креатори на цените, туку први жртви на зголемените трошоци, односно зголемени репроматеријали, енергија, транспорт, а највеќе зголемена цената на работната сила, која што се помалку е достапна, а и таа што ја имаме е многу скапа. Нашата цел е секако да имаме ние стабилен пазар, фер откуп и достапни цени за граѓаните. Затоа што
сето тоа влие на покачување на цените. А тоа што значи? Зголемени цени на џубрива и заштитни средства, енергенсите, исто така увозната зависност. Климатските ризици се најголем проблем за нас производителите од земјоделскиот сектор, затоа што трпиме огромни штети и проблеми за да го произведеме тој земјоделски производ. И секако тоа што го потенцирав, недостаток на работна сила и многу скапа работна сила. Работната сила во последниве години е покачена за 70%. И цената што граѓаните ја гледаат во маркет не е само таа цена на земјоделецот и на земјоделските компании. Ние треба да произведуваме повеќе овошје, да произведуваме зеленчук. А како увозна зависна држава, јас ги гледав последниве статистички податоци, значи ние повеќе увезуваме преработени прехранбени производи, а помалку увезуваме сурови земјоделски производи. Мојсос, еве едно директно прашање. Дозволете ми едно директно прашање. Велите треба Дозволете ми едно прашање. Јас само да се довршам. Тука треба да се насочиме кон поддршка на преработувачката индустрија, затоа што ние не можеме да извезуваме сурови земјоделски производи кога имаме капацитет овде да ги преработиме и да му додадеме вредност на тој земјоделски производ. И така ќе имаме и домашно производство и ќе бидеме помалку зависни од увоз на преработки. Тоа ми беше мислот. Да, велите треба да произведуваме повеќе зеленчук и овоше. Во очи ми падна бројките од последната статистика што беше објавена кај нас на Телма. Речи си 200 милиони евра годишно трошиме за увоз на зеленчук и овоше. Нашата Македонија земјоделска земја, еве вие сте производител на трпезно на грозје и на овошни и лозови насади. Каков е вашиот коментар за ова? Па за жал така е, тоа е реалноста. Зошто е така? Сме биле некогаш земја која што сме произведувале храна за цела Европа, овоше и зеленчук за цела Европа, извинете, за цела една држава во која што сме биле нели како дел од таа држава, сега се доведовме во ситуација да ние нели увезуваме. Сето тоа треба да биде со стратешки планирано и да се направи една долгорочна стратегија за само доволност, односно да се не да имаме адхок решенија во производството, туку да имаме една визија за стабилно земјоделско производство. Но немаме, еве, 30 и кусур години наназад, немаме ниту стратегија што дава резултати, напротив оди на полошо. Колку, еве уште едно прашање за вас пред да продолжам со гостите во студио, колку реално државните субвенции ви помагаат во бизнисот? Еве, бидејќи велите нема стратегија, нема поддршка, имате ли поддршка од државата во вид на субвенции и дали се тие доволно добри или треба да се менува и таму нешто? Значи, јас секогаш тоа го велам, ако не беа и тие субвенции, ние ќе немавме ни какво такво земјоделско производство. Добро е што постојат тие субвенции и тие државни поддршки и мерки, но исто така треба во иднина да се направи една структурна и долгорочна политика која што ќе влие нели на зголемување на производството, затоа тука сме сите како релевантен фактор во државата и ние како нели од Сојузот на стопански комори, Сдруженијата на земјоделци и преработувачката индустрија да даваме предлози и секако треба да правиме партнерски, да креираме партнерски политики за производството. Не видим да се доведеме во ситуација маржата од земјоделските производи да оди во луѓе кои што нели немале ни еден ден вложено во производството. Еве се спомнавте партнерство. Мојсос, ке дозволете ни да мораме да одиме подинамично, да им дадеме збори на гостите во студио, а претходно бидејќи спомнавте партнерство, меѓусебна доверба, бидејќи тоа треба да биде сеопфатна стратегија во која треба да бидат вклучени сите чинители. Смилевски испровоциран со сака едно прашање ви постави. Повелете, Смилевски. Нема проблем. Значи овака, темава ме погоди, бидејќи мојата прва работа беше извоз на овош и зеленчук со мојата фирма. Кратко, порано немаше субвенции. Јас бев и во мелничко-пекарската индустрија долго време. Сега има субвенции. Пратам на телевизија, ревидираат за субвенциите, тоа го поздравувам.
Дали и каков ефект имаат субвенциите кај вас во лозарството? Дали имате зголемување на насадите од тие субвенции? Да. Благодарам за прашањето. Јас и моето семејство 29 години веќе работиме земјоделство, исклучиво лозарство. Ние почнавме со 1,5 хектар лозов насад, а сега обработуваме 40 хектари лозови насади. Секој денар, јас како земјоделец, а и како производител на грозје, го имаме вложено ние како семејство во модернизација и во проширување на производството. Затоа што во право сте. Ние до 2007 година, 2007 почнавме со нашата работа, до 2007 немаше никакви субвенции. Екзистиравме цело семејство единствено од земјоделство. Значи, зборам децата, родителите, ние, значи, едноставно само од земјоделство. Затоа што вложувавме како семејство и во едукација, а и секој денар од субвенциите го вложивме во подигање на нови насади и во модернизација на нашето земјоделско стопанство. Тоа што ја цело време го зборувам и во право сте, дека субвенциите кога почнаа да се дават, требаше да следи еден мониторинг каде се трошат тие субвенции, дали се трошат за инвестиции, затоа што неретко можеме да видиме правилно насочени тие подршки. Слободно можат сите овие земјоделци, не сум единствена, верувајте, од земјоделскиот сектор. Малку сме, да, но има доста домаќински семејства кои што правилно ги насочија. Добро, Мојсовска, доволно за контекст, за суштина на одговорот. Ви благодарам многу. Мора да одиме и со други прашања. Темата е сеопфатна и е многу интересна. Еве, користам оваа пригода да ве поканам и во живо овде во Скопје во студиото да продолжиме со дискусија. Еве, Мојсовска како лозар, производител на трпезно грозје, овошни лозови садници, меѓутоа и како членка на раководството на Сојузот на стопански комори од агро бизнис секторот, вели дека тие не се креатори на цените, односно се најголеми жртви на поскапувањето. Имаме некако перцепција и граѓаните често го вперуваат прстот најмногу во трговците и во дистрибутерите, дека токму тие ги на некој начин ги пумпаат, ги креваат вештачки цените заради екстра добивка. Колку е ова перцепција реална, колку е мит со оглед на тоа што вашата фирма е токму еден од најголемите добавувачи и дистрибутери на храна во Македонија? Овака не да се бранам, јас сега како дистрибутер, но еве ќе почнам прво од лебот. Ние сме дистрибутери на жито лукс. Ние имаме фиксно одредена маржа, кај што реално едва ги покриваме сегашниве плати, се покачени, доста и треба да се прати тој тренд, и не верувам дека трговците ја покачуваат цената. Според мене, понудата е најбитна, а понуда се зголемува со поголемо производство. Ние, на жал, во Македонија, ова ме радува што кажа дека зголемуваат насади, тој тренд да се повтори и секако кога имаме поголемо производство ќе падне и цената. Тоа е според мене. Трговците дали зголемуваат, не би рекол. Еден апел, еве, ја често во емисии кажувам ван тема, би предложил повеќе пати во комората сум го кажувал, за да купуваме наши производи, како да го направиме тоа директно, да престанеме да увезуваме роба со пократок рок на траење. Може да се надобрзам? Само и како дополнителна провокација прашање за вас. Еве, Мојсовска вели, тие се најголеми жртви, не се креатори на цените. Смилевски вели, едва ги покриваат трошоците за дистрибуција. Значи, ако никој не прави екстра профити, се разбира, секоја фирма треба да си прави профит, си работи за заработка, меѓутоа, ако никој не прави екстра профит, каде одат вишокот пари? Зошто во Македонија храната е поскапа отколку во други земји со слични економски параметри како Македонија? Значи, има, нели, како економска контрадикција? Господјот отвори повеќе прашања, Румен нешто даде одговор. Ова е комплексно, ова можеме да разговараме многу долго време, затоа што има повеќе аспекти.
Оно што е прво проблем кај нас како земја. Ние сме увозно зависни од суровина, енергенси, тие се високи, а и самата структура на нашата економија е многу по-лоша. Така да оно што кажа Румен, ефектот кај нас ќе досни. Друго, ако сакаме ние како земја да имаме некаков ефект, да не ги гледаме сега дали производители, дистрибутери или трговци, треба да посветиме внимание на неколку работи. Прво, да го зголемиме домашното производство. За тоа ни треба една добра и повеќе годишна стратегија. Не велам дека ова или она влада некој претходно се заземале да направат нешто, но проблемот е таа се работи споро, селективно и нема добри резултати. Зошто? Вие како Стопанска комора нели сте партнер со Ние сме партнер, реагираме, укажуваме на многу работи, едни ќе почнат, други ќе продолжат, ќе завршат, ќе вратат назад. Немаме добра стратегија повеќе годишна која, пазите, во некои сектори сигурно таа ќе боли. Значи, ние треба прво да одредиме, зависно од климатски прилики, зависно од почвените карактеристики и се, да се одредиме во кој правец ние ќе одиме. Ако, пример, кажам, пченицата наша со лош квалитет, тоа го знаеме многу години, еве и Румен е тук. Ние мора да увеземе пченица од Србија да помешаме за да добиеме некој пристоен квалитет или едноставно да увеземе. Тогаш ќе се фокусираме на нешто друго. Да се фокусираме на нешто друго, да не одгледуваме пченица. Имаме пример добро, овоше зеленчук, новите климатски Значи колку што промени. сватив од досегашниот тек на одговорот, и производството на храна е жртва на политичките пресметки, односно тоа што немаме еден континуитет. Како која партија дојде на власт, се менува стратегијата или нема стратегија? Нема стратегија, едноставно сите внимаваат да не направат болни резови. Јас се сеќам во тутунската индустрија пред 3 години. До тогаш се купуваше све на ѓуторе. Значи, тутунот се бара, големите компании меѓународни бараат, нели, пазарот си има своји зголемени побарувачки. Пред 3-4 години се донесе еден нов правилник, каде што се рече, од сега ќе се откупува по класи. Да, првата година болеше, затоа што не се заработи толку пари, но втората година веќе се воспостави ред. Така ќе мора да се направи и ова. Сега никој не сака да се завземе и да иде со таа работа до крај. Добро, во оваа ситуација сега како што е, поевтино е за Македонија да увезува отколку да произведува без да ги направи овие реформи. Односно колку треба да вложиме за да таа стратегија тргне и по одреден период на години да даде резултат, за да станеме земја производител, а не земја увозник. Значи што може да произведеме, тоа е најдобро. Но сега како што стојат работите, зошто не произведуваме? Јас сега ќе се надоврзам субвенции, пак ќе кажам, во Македонија рековме има лоша пченица. Зошто? Ние сме го испитувале. Јас бев колку години во тој сектор и бев и председател на мелничката индустрија, испитувавме. Нас ни треба за екстра добра пченица вода. Ние да не ги дававме субвенциите за пченица, зборувам, бидејќи земјоделците викаат да имаме вода, не ни треба субвенции. Така, сме дискутирале во комора. Тоа се капитални проекции што државата мора да размисли да ги финансира. Со тоа ќе добиеме и квалитет и поевтина цена. Ве молам прецизен одговор во однос на маржите. Колку компаниите сами ги контролираат маржите, колку државата ги доволно ги контролира трговските маржи? Да ви кажам, се гледа сите се јавни податоци. И се гледа колку заработуваат дистрибутерите. Еве ќе се надоврзам, не знам, тука ли бев гостин во емисија кога се зборуваше за маркетите. Па јас сум економист, ако има некој маркет добар профит, што треба да се направи? Ке поттикне некој друг да отвори добар. Конкретно да не спомнувам имиња за маркети. Значи, понудата и побарувачката ќе избалансира. Конкуренцијата ќе си дојде. За цените верувам дека ќе следат првата тема што ни е, бидејќи многу производи што се основни сировини се намалија, мислам дека ќе следи политиката и кај нас ќе се намалат производите. Кога еве би имале партнер што ве слуша, како глас на производителите, дистрибутерите, трговците и како вие како комора што ги обединува сите, кои се клучните мерки што треба веднаш да се преземат за да тргнеме и повторно да се вратиме кон она што некогаш сме биле земја производител, а не земја зависна од увоз на храна? Тука треба да се направи една работна група каде што ќе имате и луѓе од факултетот, и од бизнис секторот, и од коморите, и од производителите се, и да се направи прво една здрава национална стратегија. Да се види некое искуство од нека друга земја. Јас се сеќам со Словенија кога разговарав пред неколку години, правев една меѓународна конференција, дојде представник од Словенија, човек кој бил и преговарач. И он кажа, вика, ке нас процентот на учество на земјоделскиот прехранбениот сектор падна, што значи земјата се модернизира и да се, меѓутоа бројките на производство на основното матично стадо, сточарството не паднава.
Ке нас сите тие бројки драстично се намалија. Мораме да видиме што можеме, во која насока ќе идеме, да се ориентираме према климатските промени, да се види субвенциите како се даваат, немаат ефект, очигледно се повеќе се зголемуваат секоја година, а се помал ефект има. Се донесе законот за нефер трговска практика, да се види дали има некаква корис од него, дали е добар, дали треба некаде да се коригира, со тоа би се обуздале, нели, како што сметава и тогаш Министерството и владата и трговците и дистрибутерите кои се сметава во тој период можеби за најголем проблем зашто цените одат нагоре. Меѓутоа мислам дека комплексно прашање треба да се седне убаво, да се разговара и да се најдат Како што сега стојат работите, што можат граѓаните да очекуваат во наредните 2 до 3 години? Стабилизација на цените или нов раст и неизвестност? Јас ги имам бројките, баш ги гледав. Значи, некаде сега во моментот цената расте околу 5%. Во наредниот период, можеби до половината на оваа година, предвидувањето од ФАО се дека таа ќе се намали, односно растот ќе дојде некаде на 3-3,5% и за наредниот малку подолгорочен период, од наредни 2-3 години. Можно е растот да биде од 1 до 2%, но тоа бара добра политика, добро управување со субвенциите, што значи, како што и вас се кажа, ревизија, да се види кај што идат, и да се осмисли една добра политика во која насока ќе идеме. Тука посебно сакам да нагласам и оно што мислам и Румен го кажа. Купувајте домашни производи. Добро, Мојсовска спомна цени на вештачко ѓубриво, цени на дистрибуција, цени на транспорт, цени на работна сила, значително зголемување и поради тоа поскапување. Тоа е токму прашањето. Како би граделе повторно земјоделска стратегија, односно би се враќале кон нешто што сме биле во минатото, земјоделска сила? Има ли доволно млади луѓе што сакаат да се занимаваат со земјоделство или иднината на оваа гранка е доведена во прашање и поради тоа? Секако да го доведена поради тоа. Ние немаме веќе луѓе кои работат таму. Она население што во моментот се бави со земјоделство е се по-старо. Имаме проблем со искористувањето и на земјоделското земјиште. Околу 50% од обработливото плодно земјиште ке нас не се обработува. И тоа е голем проблем. Ајде да земиме Словенија, еве како земја модел. Ние сме спротивни, јас ги гледав сега, како ке нас идат субвенции, како се делат ке нив. Ке нас младите луѓе бегаат, ке нив се стимулира селото. Ке нас се напушти селото. Тоа е проблем. Не е лесно да живеете тамо. Ние кога дававме еден предлог, тој е модел на така наречените паметни села. Тоа бара вие да им овозможите инфраструктура, интернет, сите погодности како што луѓето ги имаат овде во градот за да ги стимулирате да се вратат луѓето назад. Ке нас селата се опустошени. Има многу аспекти. Смилевски, вие во вашиот бизнис само увезувате храна или извезувате? Па извезувам, али претежно сега последниве, на жал, јас кога почнав да работам, 100% извезував. Извезував сериозна количина на овош и зеленчук, но после тоа, кога почна да ни пропаѓаат комбинатите, се ориентирав на увоз. Почнав со сирово масло да увезувам и ред други работи. Кога бев во мелничарството, бев акционер голем во млин кој што преработува 17.000 тона. Сега како што стојат работите и согласно статистиката од последната година, каде што секоја година трошиме околу милијарда евра од буџетот за увоз на храна по сите основи, колкав дел од оваа сума оди кај производителите, односно заработуваат трговците? Добро, од тие милијарда увоз е, па не верувам дека повеќе од тоа се увозни 3-5%. Не верувам. А додека ако била таа во државата наша, како таа милијарда да се врати кај домашните производители? Па со, како што рековме, да седнеме, стратегија ни треба, сериозна, да го вратиме првен домашното производство. Јас што кажувам, гордоста на секој да дојде, да биде благодарен што живее во село, како што е во Словенија, а ние се изместивме. Се спротивно. Се спротивно. Зошто? И бидејќи се доведовме таму каде што сме, а прашањето на производство на храна не е само економско, туку како прашање и на безбедност и на сигурност и на обстојување. Ако утре по било која причина се затворат границите, хипотетички ве прашувам сега, и увозот прекина. Да, како што беше сега у 2 недели со транспорт. Да речеме на подолго време, колкав период би можела Македонија да издржи и да се прехранува сама без да увезе притоа ништо? Кратко ќе ви кажам, јас сум исто акционер во Квасара Битола.
Таа не е единствена фабрика која опстои на Балканот. И сега 2 недели беше забрането увоз и нормално имавме притисоци ние. А нашата цена на квасецот гледаме да парираме, ние извезуваме, но енергијата кај нас е многу поскапа од Белорусија. И тоа се дампинг цени или од друга држава. Али пак ние се бориме и имаме тренд на конкурентна цена. Сериозно ќе биде ако имаме блокади повторно сега на границава. Добро, хипотетички прашање, како би било одговорот, колку долго Македонија може да издржи сама? Не многу долго. Не многу долго. Што значи не многу? Да не манипулираме со денови или со недели, меѓутоа не многу долго. Значи ние сме увозно зависни, прво не треба суровина, не зборам за готов производ. Нас не треба суровина, сточна храна, пестициди, например, делот на пестициди, ние сме тотално увозно зависни, ние немаме наше производство. Значи неколку месеци? Два различни, не, овака, јас што увезувам сировини, тоа се сировини за кондиторска индустрија. Таа ни е сериозно развиена и тоа ни е малку доброто во Македонија, но имаме доста производи што се директно вклучени. Значи, они ќе запрат за кратко. Иначе за домашна, за пченица, за ова имам и резерви, и има залихи. Прашање за крај и за Мојсовска, која е се уште со нас. Кус одговор, бидејќи завршуваме многу кратко, и за Ристовски. Колку владата, креаторите на политика ве слушаат? Го слушаат зборот на бизнисот, на бизнис заедницата? И вас како Стопанска комора на Македонија и Мојсовска како Сојуз на стопански комори? Колку се кооперативни? Да, значи ние како Сојуз на стопанска комора кратко само мораме да завршуваме. Да, партнер на државата и сите наши предлози и ставови се доставени, а е секако и решенија. Ние предлог решенијата ги доставуваме до владата, кои што нели нормално се разгледуваат и најголем дел се прифаќаат, нели се зависност од самата ситуација и стратегија. Тоа што сакам за крај да го кажам, дека јас не сакав да поттикнам некоја ривалство помеѓу нашите соговорници, сите сме на иста линија, дека ние треба сериозно да се зафаниме, дека нас ни е потребно земјоделско домашно производство и тоа да го збориме и да го примениме. А тоа значи да имаме договорено производство, партнерски однос со сите чинители од секторот. Не смееме да дозволиме македонската трпеза да зависи од увоз, кога имаме плодна почва и вредни земјоделци. Значи, поддршката на домашното производство значи и сигурност за самите семејства, за самите граѓани. Ни треба стратешки, како што кажа и колегите во студио, инфраструктура во руралните средини, односно услови за живот, услови за работа. И еден земјоделец да имаме млад кој што сака да се занимава со земјоделство, ние треба комплетна поддршка како држава да му дадиме да остане, да го задржиме тој земјоделец. Благодарам, Мојсовска, мора да завршуваме, морам да му дадам завршен збор на Ристовски. Куса е времето, тоа е тоа. Ве поканувам уште еднаш во студио и можеме да направиме по... Благодарам, да одговорам на ова, колку имаме партнери. Да. Колку го слуша вашиот збор? Па, донекаде се слуша, некогаш не се слуша, смета дека тие се во право, некогаш кој ќе дадеме добри предлози, тоа не иде така брзо, тоа е и проблем. Многу мерки што државата ги носи селективно и споро. Што е такво спроведувањето нивно, автоматски резултатите изостануваат. Добро, уште еднаш благодарност до Васе Мојсовска од Агрокалем Неготино, до Васко Ристовски, Стопанска комора на Македонија и до Румен Смилевски, Малина 99. Велес, ви благодарам многу за учеството во емисијата и за вашите одговори. Благодарам и на вас. Почитувани, вам ви благодарам за внимание, до со кој не следите, останете на Телма и имете убав ден.